Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Македонија ја доби третата преодна влада, чиј председател е Талат Џафери. За да се развива рурален, активен и зимски туризам, неопходни се сместувачки капацитети. Осум години мајката бара правда за убиството на нејзиниот син Димитар Матиловски. На Ќафасан спречен обид за шверц на автоделови и колаген. $15,000 полицајци го чуваат Париз од протестите на земјоделците. Со најавените и состанатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 4 степени Целзиусови. Во вторник над најголем дел од Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок кој што ќе услови претежно сончево време со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Локално на југ од Скандинавија врнежи од дожд и снег, а на југ од Грција врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и свежо. Максималните температури ќе бидат во границите на повеќегодишниот просек и ќе се движат од 2 до 11 степени. Во Македонија во вторник ледено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -9 до 0 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност, ветровито и свежо. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 0, односно до 11 степени. Во Охрид во вторник студено утро со појава на умерен мраз и утринска температура од -3 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и свежо време, ќе дува засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура до 5 степени. Во Охрид во среда и четврток ледено утро и утринска температура од -6, односно -5 степени. Во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 6 степени. Во петок сончево време со локална облачност и максимални 5 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од марки.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Македонија ја доби третата преодна влада, чиј председател е Талат Џафери од ДУИ. Денеска тој ја презеде функцијата од досегашниот премиер Димитар Ковачевски и ќе извршува најмногу 100 дена до завршување на парламентарните и председателските избори на пролет. Во новоизбраната влада партиципираат министри од владеачкото мнозинство и од најголемата опозицијска партија со задача да организираат фер и демократски избори. Премиерот во оставка Димитар Ковачевски денеска му ја предаде функцијата на председателот на преодната влада Талат Џафери. Председателот на техничката влада Џафери имаше кратка тет-а-тет средба со досегашниот премиер, по која во изјава за медиумите изрази задоволство од досегашната соработка со владата и истакна дека со особена одговорност и пристапува на функцијата премиер подготвен за сите предизвици кои ги носи извршната власт. Уставот и законите ќе бидат основата врз која ќе ја базирам секоја постапка и одлука што ја ќе превземеме како влада. Без оглед колку ќе трае ова влада, ве уверувам дека во ниту еден миг нема да отсуствуваат редовното функционирање на институцијата, соработката и инклузивноста во работата на владата, обезбедувајќи секој сегмент или министерство да бидат транспарентни, отчетни и над се ефикасни и во служба на граѓаните. Ковачевски му го честиташе стапувањето на премиерската должност на новоизбраниот премиер Џафери и му посака успешен мандат и ефикасна работа во името на интересите на сите граѓани. Апелирам до сите политички субјекти кои што денес партиципираат во владата да го имаат предвид целиот актуелен контекст. Повикувам владата и сите во неа, без разлика на партиската припадност, да работат во интерес на граѓаните, на економијата, на безбедноста и стабилноста, на вкупниот државен и граѓански интерес. Очекувам сите да покажат јасна политичка волја за да се продолжи и одржи економската и политичката стабилност и да се спроведат мирни, фер и демократски избори како што доликува на држава членка на НАТО и држава со отпочнати преговори со Европската Унија. Со 65 гласа за и 3 против, собранието вчера ја изгласа техничката влада. ВМРО ДПМН не гласаше за изборот на владата, во која има двајца министри. На засебна седница беа констатирани и заменик министрите, како и дополнителните заменик министри, со што се комплетира составот на преодната влада, која ќе функционира најмногу 100 дена. Таа има задача на фер и демократски начин да ги спроведе председателските избори на 24 април и парламентарните избори на 8 мај. Во новоизбраната преодна влада во согласно со законот за влада, партиципираат министри од владеачкото мнозинство и од најголемата опозицијска партија. Во преодната влада Бојан Маричик е прв заменик премиер и вице-премиер за европски прашања, Артан Груби е министер за политички систем и односи меѓу заедниците. Панче Тошковски од ВМРО ДПМН ќе ја врши функцијата министер за внатрешни работи, а Јоко Велковски од истата партија ќе го води ресорот за труд и социјална политика. Досегашната министерка за труд и социјала Јованка Тренчовска станува заменик министерка во труд и социјална политика. Во министерските места во култура, животна средина, транспорт и врски, одбрана и земјоделство предложени се досегашните министри. Министрите по гласањето дадоа свечена заклетва, а на оние што не се дел од оваа техничка влада им престана мандатот. Ова е трета преодна или техничка влада по 2016 година. На 8 мај покрај на парламентарни граѓаните ќе гласаат и во втор круг председателски избори. Ова ќе бидат 11 парламентарни, а 8 поред председателски избори од осамостојувањето на државава во 1991 година. Охридските села имаат многу поголем туристички потенцијал од организација на еднодневни екскурзии. За да се развива рурален, активен и зимски туризам, неопходни се сместувачки капацитети. За адаптирање на селски куќи во етносместувачко-гостителски објекти неопходна е поддршка од државата и локалните власти. За развој на руралниот туризам во охридските села неопходни се сместувачки капацитети. Потребна е поддршка од институциите и локалната власт со одредено субвенционирање на жителите на селата кои сакаат да инвестираат во селски домаќинства, прилагодени за сместувачко-гостителска дејност, вели Горан Ангеловски, кој куќата во убавото планинско село Куратица ја уреди како етно ресторан. За рурален туризам пред се заинтересирани се странските туристи, а во последно време и домашните гости сакаат да одмараат во мирни предели во природа, вели Ангеловски. Гостите покажуваат интерес да покрај тоа што ми се понуди и сакаат да прошетаат, да попешачат по природата на чистиот воздух и
нормално да остана неколку дневен престој во селото. Секако дека традиционалната храна ја нудиме и природата си го дава своето, планинскиот масив Мазатар со Плакинска планина. Сдруженијето на граѓани Свети Васили од Куратица минатата година го реализира проектот Младите за развој на туризмот во Плакинскиот регион. Целта беше зголемена економска активност на младите и жените од руралните заедници во областа на алтернативниот туризам и подобрена и развиена инфраструктура и понуда за развој на туризмот во пределот на Плакинскиот регион. Поработавме изминатите години со проекти поддржани од локална самоуправа или од други донации, каде што успеавме да поставиме видиковци, означени се целата планина означена со патокази, инфотабли и покрај тоа успеавме да направиме на понуда, би рекол. Со тоа што ево гледаме почетокот беше јавање на магарања, се уште тоа актуелно. Посебно интересни за странците беа астротурите на фотографирање со соцзвездија на ноќното небо на Мазатар, за кои групи доаѓаја од Шпанија, Португалија, Русија, Сад Австралија. Атрактивни се авантурите со џипови, еднодневните прошетки на Плакинска планина со пикник, логорување во шатори. Беседата "Како против пизмата" под шифра Адет Госпоари избрана за најдобра на конкурсот на Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид за 2024 година. Наградата на добитникот ќе му биде врачена на 6 февруари на манифестацијата Прличеви беседи. Во пресрет на манифестацијата Прличеви беседи 2024 годинава по втор пат Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид распиша конкурс за избор на најдобра беседа посветена на нашиот патрон, големиот поет и преродбеник Григор Прличев на тема "Како против пизмата". Од пристигнатите беседи на распишаниот конкурс, комисијата оценувајќи ја нивната уметничка, јазична и естетско-етичка содржина, за најдобра ја одбра беседата "Како против пизмата" под шифра Адет Госпоари. На конкурсот, кој за прв пат се организираше на државно ниво, можеа да се пријават сите млади автори од 15 до 30 годишна возраст, велат од библиотеката. Авторот на наградената беседа треба да го докаже својот идентитет и авторство со примерок од творбата. Наградата за најдобра беседа ќе биде врачена на 6 февруари на манифестацијата Прличеви беседи во организација на Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид. 8 години мајката на убиеното момче Димитар Матиловски на новогодишната ноќ во 2016 година во Охрид бара правда. Убиецот, српскиот турист Бојан Угреновиќ, осуден на 16 години затворска казна, е на слобода, недостапен за органите на прогонот. Мајката обвинува за низа пропусти во судскиот процес. 8 години по убиството на 26-годишниот Димитар Матиловски од Охрид, убиецот, српскиот турист Бојан Угреновиќ од Краљево, се уште е на слобода. Мајката на момчето, кое беше на смрт претепано после банална расправија во кафуле на новогодишната ноќ 2016 година, бара правда, вели поминаа 8 тешки години исполнети со неизмерна болка и тага, а убиецот, кој е осуден на 16 години затвор, е недостапен за органите на прогонот. Таа обвинува за низа пропусти во судскиот процес. Убиецот Бојан Угреновиќ од Краљево, значи, како што прочита во предметот, огласен е за виновен за кривично дело убиство на по член 123 став 1. По пронаѓањето судениот ќе биде спроведен во затвор во Прилеп. Казната застарува 30.10.2059 година. Поради повторени судења, одлагања на судската расправа, во 2 наврати преполовување на казната од страна на Битолска апелација, измина законскиот рок за притвор. Па така Угреновиќ во јули 2017 година беше пуштен да се брани од слобода. Од тогаш му се губи секаква трага. Меѓународна потерница беше распишана 3 години подоцна. Го замолувам судскиот совет на мојата татковина Македонија да ја преиспита работата за убиството на мојот син Димитар Матиловски. Адвокатот на убиецот Дончо Наков успеа да го ослободи убиецот, а сите останати не успеа убиецот да го стават во затвор. Со скршено срце и неизмерна тага, пензионираната учителка ја подготвува 5-тата книга "Мојот живот после изгубен живот". Се заблагодарува на сите кои изминативе години и давале поддршка.
Многу му се заблагодарувам на докторот Митре Милошевски од Охрид, кој даде точен наод убиство. Тој е неурохирург во Костозобна болница во Охрид. Бевке преседателот на Основниот суд во Охрид, Васил Батковски. Тој ме прими многу добро и сочувствува со мојата болка и трагедија. Барам прием кај началникот на СВР Охрид, прием кај градоначалникот на Охрид. Во негов мандат не се случи убиството, меѓутоа сакам да поразговарам со неговиот правен тим, што тие ми предлагат да одам понатаму. Убиецот е во бегство, но мајката не се откажува. Бара дополнителна истрага и одговорност за сите пропусти направени во Основниот суд Охрид и Апелациониот суд Битола. Димитар Матиловски беше претепан на смрт на новогодишната прослава во Охрид во 2016 година. Спречен обид за шверц и избегнување плаќање царински давачки на производи во вредност од 273.000 денари, како и обид за нелегално изнесување на стока вредна 192.000 денари, откриени при контрола на товарни моторни возила на влез и излез од државава во текот на изминатата недела, соопшти Царинската управа на Македонија. Воедно спречен е и шверц на 100 шишиња Helix Plus колаген, што патник сакал нелегално да ги внесе во државава. Во првиот случај, увозник сакал да избегне плаќање царински давачки на производи вредни 273.000 денари, кои се обидел да ги прошверцува помеѓу стока која ја пријавил за увозно царинење. Во намерата е спречен од страна на мобилен тим на секторот за контрола и истраги, кој при контрола на товарно возило на царинска испостава Куманово утврдил вишок стока, меѓу која 500 метри квадратни ламинат и 43 парчиња мебел. Во вториот случај на граничниот премин Ќафасан е спречен обид за нелегално изнесување на поголем број автоделови во вредност од околу 200.000 денари, откриени при контрола на товарно моторно возило, чиј возач изјавил дека возилото е празно и дека нема ништо за пријавување. Во кабината на возилото, во просторот помеѓу седиштата, под возачкото и со возачкото седиште, во преградите во кабината и преградите на левата и десната врата сокриени биле 241 парче различни автоделови, за кои што возачот немал никакви документи. Воедно, царинските службеници на Ќафасан спречиле и шверц на 100 шишенца колаген, што албански државјанин без да ги пријави сакал да ги внесе во државава. Истите се откриени во 3 црни кеси кои патникот ги сокрил во ранецот. Во сите случаи стоката е запленета, а против пријавените лица се поднесени прекршочни пријави. Нови цени на горивата од ноќеска на полноќ поскапи за 1,5 денар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросуперот БС95 изнесува 79,5 денари. Евросуперот БС98 ќе се продава по цена од 81,5 денари за литар, дизелот за 76,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 76 денари за литар. Само новата цена на мазутот е пониска и истата ќе изнесува 41,439 денари за килограм. Да погледнеме кои вести беа актуелни во светот денеска. 15.000 полицајци го чуваат Париз од земјоделците. Илјадници полицајци, оклопни возила и хеликоптери треба да ја спречат блокадата на главниот град, двата париски аеродроми, како и најголемиот пазар Аранжис, зашто претходно фармерите се заканија дека денески ги блокираат. Земјоделците бараат подобри откупни цени, намалување на бирократијата и заштита од ефтини увозни производи. Новиот француски премиер Габриел Атал во петокот се согласи на некои од барањата на земјоделците, а вчера соопшти дека ќе преземе дополнителни мерки за заштита на домашните земјоделци од нелојалната конкуренција. Но фармерите не се задоволни од владините отстапки на нивните барања. Жестоките протести на фармерите минатите денови се проширија низ целата земја. И белгиските земјоделци им се придружија на протестите на нивните колеги во Германија, Полска, Романија, Франција и Холандија со слични барања. Тие за во четврток, кога во Брисел е закажан вонреден самит на Европската Унија, најавија блокирање на патиштата кои водат до Брисел.
7 лица загинале откако мал авион се урнал во земјоделска област во југоисточниот дел на Бразил, соопштила противпожарната служба. Експерти од државната цивилна полиција заедно со службеници од Центарот за истрага и превенција на воздухопловни несреќи работат на утврдување на причината за несреќата, соопштиле тамошните власти. Според првичните информации, авионот се распаднал уште во воздухот, а на местото каде што се случила трагедијата врнел силен дожд. Исламска држава ја презеде одговорноста за вчерашниот напад за време на миса во италијанската католичка црква Санта Марија во Истанбул, во кој загина едно лице. Турските власти по нападот уапсиле двајца мажи за кои се смета дека се членови на терористичката милиција Исламска држава. Двете маскирани вооружени лица пукале целно во жртвата и нема други повредени лица. Министерот за внатрешни работи на Турција на пресконференција соопштил дека двајцата осомничени напаѓачи потекнуваат од Русија и од Таџикистан, а жртвата била турски државјанин. Исламска држава преку Телеграм соопштила дека нападот го извршиле двајца нејзини соборци, следејќи го повикот на раководството да убиваат насекаде христијани и евреи. Икона на морињата, најголемиот крузер на светот, од Мајами, Флорида, тргна на своето прво 7-дневно крстарење. Крузерот е долг 365 метри, има 20 палуби, 40 ресторани, барови и салони, аквапарк, 7 базени и 6 тобогани и може да прими максимално 7600 патници. Билетите за крстарење чинат помеѓу 1700 и 2700 долари по лице, а за време на божичните празници билетите би можеле да чинат и по 5000 долари за лице. Но уште непуштен крузерот веќе предизвика загриженост кај еколозите поради емисиите на метан што може да ги произведе при користењето на течен природен газ. Royal Caribbean, компанијата во чија собственост е крузерот, наведува дека тој е енергетски поефикасен за 24% отколку што бара Меѓународната поморска организација за модерни бродови. Компанијата наведува дека до 2035 година планира да воведе брод со нулта емисија во својата флота. Изградбата на икона на морињата чинела 2 милијарди долари. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првиот дневник. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.